Стартуваа деветите поред мали олимписки игри Карпош 2015. Учествуваа околу 1000 ученици од сите основни училишта на ниво на Република Македонија. Основците во двата дена, колку што е предвидено, ќе имаат можност да ги одмерат силите во 6 спортски дисциплини: фудбал, ракомет, одбојка, кошарка и мал фудбал, футсал. Надпреварувањата ќе се одржуваат во спортските сали во Скопје, но најголемиот дел ќе бидат во општина Карпош. Председателот на организациониот одбор на малите олимписки игри Карпош 2015, професор доктор Зоран Поповски, ги поздрави присутните, истакнувајќи дека организирањето на најголемата спортска манифестација за 2015 година е голем предизвик за локалната самоуправа. Ова манифестација е поддржана и од Агенцијата за млади и спорт, како и Федерацијата на училишни спортови и Министерството за образование и наука на Република Македонија. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасески ги поздрави младите спортисти, посакувајќи им успех на овогодинешните мали олимписки игри. Председателот на Федерацијата на училишни спортови Александар Туфекчиевски им додели плакети на заслужните за оваа манифестација за големото залагање во спортот и спортските активности. Карпош е прв пат домаќин на овие игри и навистина амбиентот е спортски, поддршката е сериозна и од Министерството за образование и наука и од Агенција за млади и спорт, а особено од општината Карпош, кои што се најнепосредните покровители. Така да Општинскиот сојуз на училишен спорт на општина Карпош е исто така домаќин и непосреден организатор. Во сите 10 училишта имаме ученици дојдени од цела Македонија. Официјално за отворена, оваа манифестација ја прогласи градоначалникот Јакимовски. Кога се во прашање учениците, кога се во прашање децата, општина Карпош знаете дека не жали ни средства, ни труд, и во оној момент кога ни беше соопштено дека би сакале да ја поканат општина Карпош да се вклучи во организацијата и со финансиски средства на овие мали олимписки игри, ние тоа со задоволство го прифативме, секако и советот, и еве можете да забележите од амбиентот. Денеска се нешто повеќе од половина ученици стигнати, утре ќе бидат останатите, значи ова е еден празник за учениците од основните училишта на територија на општина Карпош. Оваквите манифестации се поддржани од Советот на општина Карпош. Со огромно задоволство сакам да истакнам дека оваа одлука е донесена едногласно, значи сите советнички групи, сите советници ја поддржаа. Барањето стигна како и до градоначалникот, така и до Советот. Советот требаше да одобри оваа одлука, за доделување на финансиски средства и покровителство на оваа манифестација. Сакам да истакнам дека огромна чест и задоволство е за нас сите советници од сите советнички групи дека општината Карпош е една од најспортските општини. Тоа го покажавме и сега и на овој начин, собирајќи 1000 ученици од сите наши училишта, и тие се натпреваруваат токму во нашата општина. Спортската манифестација како символ овие два дена ќе означува паунот кој символизира успех на долги патеки.